Композиторот Гуран Рале Радковиќ и пејачката Ана Николиќ се откажаа од планирањето на својата венчавка и наместо тоа се посветуваат на нејзината кариера. Ана Николиќ и Гуран Радковиќ Рале пред нешто повеќе од 1 месец открија дека судбоносното да треба да го изговорат на Видовден 28 јуни, како и дека се уште не ги утврдиле сите детали околу венчавката и медениот месец. Меѓутоа, Рале откри дека се уште не ги знаат деталите и дека воопшто не се занимаваат со нивната венчавка. Ама каква венчавка сега? Не се занимаваме со тоа, немаме време. Не сме веќе во тој фокус, нашиот фокус е Ана да почне да гостува и да работи. Тоа е приоритет, рекол тој. Пејачката Ана Николиќ и композиторот Гуран Радковиќ Рале деновиве беа будно следени од медиумите, присуствуваа и на нивната расправија, но и на размината на нежности пред соседите. Рале ја најавил венчавката, но Ана се пожалила дека не добила прстен. Тој зборуваше за свадбата, јас ништо не кажав. Немам прстен, Рале, огласи се. Кога ќе има прстен, ќе го видите, мора да биде забележителен. Рале не запроси мене и моите личности во главата, не. Мислам дека се подготвува да ме запроси, јас верувам во тоа, изјавила Ана во емисијата Сцена. Джин и неговата супруга Беци Аракава, како и нивното куче, биле пронајдени мртви во нивниот дом во Санта Фе, Ново Мексико. Ќерката на двократниот добитник на Оскар Елизабете Джин Хекман за TMZ изјави дека семејството се сомневало на труење со јаглерод моноксид, а полицијата била повикана од сосед кој се сомневал дека нешто им се случило на Хекман. Според извештаите, тие биле мртви повеќе од 1 ден, а на истражителите им биле потребни дури 12 часа за успешно да ги идентификуваат телата. Daily Mail пишува дека има полициски налог кој покажува дека телата на актерот и неговата сопруга биле делумно мумифицирани кога биле пронајдени, а до телото на сопругата било пронајдено отворено шише со лекови. За сега не се знае точно за кои лекови станува збор. Телата на парот биле пронајдени во бањата, а актерот бил целосно облечен и до него биле пронајдени неговите очила за сонце. Истражителите веруваат дека е можно актерот да паднал пред својата смрт. Иако нивната ќерка се сомневала дека е труење со јаглерод моноксид, пожарникарите кои реагирале во домот на семејството пријавиле дека не нашле знаци на истекување на газ. Двојката имала 3 кучиња, од кои едното умрело, а истражителите го пронашле телото на германскиот овчар до бањата, недалеку од телото на Беци. 2 други кучиња биле пронајдени живи, едното стоело во близина на Беци, додека другото талкало низ дворот. Инспекторите велат дека влезната врата на домот била отворена, но не откриле знаци на насилно влегување. Да подсетиме дека Хекман глумеше во голем број големи американски филмови: Бони енд Клайд, Француската врска, Супермен, Мисисипи на оган, Недопирливите. Пијаното Фојрих на мегаконцертот во траење од 2,5 часа всушност беше промовирано од алумните на Факултетот за музичка уметност маестро Симон Трпчевски, заедно со професорите од факултетот Елена Атанасовска-Ивановска, Горан Начевски, Владко Нушев, Иван Наумовски, членовите на ансамблот Македонисимо, како и други истакнати музички уметници. На програмата беа дела од класичната литература, но и од македонски композитори. Магијата која ја создаде Трпчевски беше поздравена со стоечки овации од преполната сала во НОП. Со концерт на повеќе македонски музички уметници, меѓу кои и нашиот светски реномиран пианист Симон Трпчевски, во големата сала на Националната опера и балет, Факултетот за музичка уметност го промовираше пијаното од марката Фојрих, кое го донира австриската амбасада во Скопје, амбасадорот Мартин Памер и бизнисменот Кочо Ангјушев. Струмичани ги финишираа маските со кои ќе излезат на големото дефиле по струмичките улици в сабота.
Во станови, дуќани, погони и работилници се прават последните детали за маските кои треба да го привлечат вниманието не само на жирито, туку и на посетителите. Меѓу учесниците ќе бидат и членовите на групата Мулен Руш, кои секоја година учествуваат на карнавалот. Тие ја спремат маската мрежа на вистината и ќе бидат пајаци кои плетат мрежи. Но со специфична порака на предпазливост, бидејќи поланската маска лицемерие, сега апелира да се внимава, оти во пајаковите мрежи може секој да се заплете.